Добар ден, почитувани, и вие го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Повеќето родители знаат дека не е безбедно да се остави детето без надзор во автомобил, но голем дел од нив не се свесни колку е голема веројатноста детето да развие топлотен удар, доколку накратко биде оставено само во паркиран автомобил, додека родителот појде на брзина да заврши нешто. Децата се многу чувствителни на високите летни температури, нивното тело брзо се загрева и брзо дехидрира. Па како да се препознае топлотниот удар и која е првата помош во тие моменти? На кој начин се превенира топлотниот удар, но и сончаницата во детска возраст, ќе ја прашаме доцент доктор Наташа Најдановска-Алуовска, педијатар во Аџибадем Систина. Во денешната емисија ќе имате можност и вие да се вклучите во програма со ваши прашања, но сето тоа веднаш по рекламите. Како врелите летни денови да не го загрозат здравието на децата? На оваа тема разговараме во денешниот магазин за родителство 0+ месеци со доцент доктор Наташа Најдановска-Алуовска, педијатар во Аџибадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам за вашето присуство. Добар ден, Марија. Благодарам за поканата за гостување во емисијата во овој магазин за родители. Се надевам дека ќе одговориме на некои прашања во ова топло време. Така, топлото време, високите летни температури може да го загрозат здравието на децата, исто како што го загрозуваат здравието на возрастните и на лицата со хронични болести. Па на кој начин всушност врелите летни денови влијаат на детското здравје? Врелите летни денови влијаат на повеќе начини на детското здравје. Значи, тоа од што родителите најмногу стравуваат, тоа се сончаницата и топлотниот удар, но и опекотините по кожата при изложеност на децата на сончевите зраци. Па да почнеме од тоа, од прегревањето на децата, од тоа како да ги заштитиме, што е сончаница, што е топлотен удар. Така, но јас би го прашала само во однос на загревањето на телото и на дехидрацијата во однос на организмот на возрастните. Дали е точно дека, да речеме, децата 3 до 5 пати побрзо ќе се загреат и ќе дехидрираат во однос на едно возрастно лице? Да. Децата се загреваат побрзо, а поспоро се ладат. Така да тие механизми на воспоставување на една хомеостаза на телесната температура се малку поинакви кај децата во однос на возрастните, бидејќи децата се сепак малце понезрели. Значи, терморегулациониот центар на децата е понезрел и тој нема голем опсек, распон на температурни влијанија кои што може брзо и лесно да го компензира, и заради тоа децата многу побрзо се загреваат. Истото се случува и кога имаат инфекти, кога тој терморегулационен центар е надразнет од некакви состојки кои што се ослободуваат во тек на инфектот, па го надразнуваат терморегулациониот центар кај децата, побрзо се загреваат, а се ладат поспоро, поради тоа што односот на телесната маса со телесната површина кај децата е поинаков од оној кај возрастните, но исто така децата имаат многу помал број на потни жлезди на нивната кожа, така да оној дел на терморегулацијата кој што подразбира ладење на телото на детето преку потење е многу намален во однос на тој што го гледаме кај возрастните. Значи, механизмите на ладење на телото подразбираат потење, значи регулирање на телесната температура, намалување преку потењето, преку конвекција, значи преку едно испарување и преку допир со површини. Но најмногу се ладат преку потењето. Исто така понатаму се јавуваат секундарните механизми на регулација кои што се преку дишењето, преку успорување на метаболните процеси и ензимските процеси на пониско ниво. Значи, во глобала децата се загреваат побрзо, а се ладат поспоро поради поинаквиот однос на телесна маса со телесна површина. И втор важен фактор е тоа што тие имаат помал број на потни жлезди на површината на кожата и поради тоа не можат со исто темпо да се ладат, да се потат како возрастните и по тој механизам да се ладат. Ке дехидрираат побрзо во тие моменти? Ке дехидрираат побрзо и затоа се препорачува многу поголем да е внесот на течности. Значи, секогаш препорачуваме и кога се изложени на сонце, и кога се изложени на загреан воздух, односно на поголема температура на околината, да кај бебето се понуди почесто доење, а кај поголемите деца да се понудат други извори на течности. Тоа е најдобро да е вода,
но знаете дека бебињата малку пијат вода, бидејќи бебињата се сладокусци, тие се навикнати на шеќерот од млекото, на лактозата, и поради тоа тие би пиеле засладени течности. И кога ќе дојдат родителите во амбуланта и ќе кажат, еве вака кога е топло, и ќе прашаат, бебе, од која возраст треба да пие вода? Одговорот е, бебето жета ја задоволува преку млекото, бидејќи млекото е 90% вода, но кога се многу големи температурите, да понудете им вода. Следното прашање е колку вода да им понудиме. Одговорот е, може да им понудите колку сакаат вода, кога таа е неповрзана со хранењето на бебето, за да волуменски не се оптерети желудникот, но бебето нема да биде многу вољно да пие вода, освен ако тој механизам на жедност не е многу активиран, бидејќи би сакало да пие нешто од благите напитоци. Затоа бебето побрзо ќе прифати чај, кој што е засладен и кој што има шеќер, поради пак ќе кажам лактозата од млекото, и ќе прифати нешто што е сокче, но советите се сокови кај бебињата да не се даваат поради шеќерите. Америчка академија на педиатрија советува соковите да бидат после втората година и со чајчињата да внимаваме. Ако таа вода мора да биде некако со малце променет вкус, тоа сепак да биде со неколку капки лимун или портокал. Како детокс водите што сега ги користиме, да малку биде сменет вкусот, но не содржи шеќер, за да може убаво да го хидрираме, а да не го покачиме нивото на шеќерот. Ова е едно убаво објаснување всушност зошто доените деца обично не прифаќаат да пијат вода, дури и кога ќе почне до храната, односно внесот на немлечната исхрана. Да, тие многу тешко се навикнуваат на пиење на вода, така да еден од советите во педиатриските амбуланти е како тоа што сите деца треба да ги научиме да јадат здрава храна, која што е составена од сите групи на намирници, така е дека треба да пијат вода во здравите навики, и тоа е процес на учење, не е детето не сака, туку пробуваме на еден начин, на друг начин, во различно темпо, во тек на хранењето, после хранењето, од различна амбалажа, со додаток на некое вкусче, како што кажавме, како детокс водите, за да го адаптираме бебето на таа здрава животна навика, пиење вода, а не пиење на сок. Значи упорност. Упорност е тука клучна. Исто така постои еден совет, мајките кои што дојат бебе, да не го откажат, да не го прекинат доењето во текот на врелите летни месеци. Дали ова навистина препорака кој што треба да се почитува? Навистина советот е да доколку е тоа можно, да продолжи доењето во текот на летото, да не се започнува некаква млечна или немлечна дохрана, без разлика дали се работи за додавање на адаптирана млечна формула или започнување со немлечна дохрана во текот на летните месеци, од аспект на хигиената и на правилноста на подготвувањето и ризиците за цревни инфекции во текот на летните месеци. Во летните месеци, еве сега во нашите амбуланти, доминираат цревните инфекции, бидејќи високите температури предиспонираат побрз развој на бактерии и во храната, и во пијалоците, и во предметите на секаде, така да треба големо внимание во подготвувањето и на млечната и на немлечната храна, за да може да избегнеме некои од тие цревни инфекции. Еве, амбулантите се полни со салмонелозни инфекции, исто така и вирусни цревни инфекции. Затоа е препораката да пробаме да го одложиме одвикнувањето од доење, кога ќе се намалат температурите, кога ќе дојдат есенските месеци. Значи, исто така, ова е препорака која што треба претпоставам да се почитува. Да, доколку е тоа можно, да се проба тоа да се оствари, да. Сега споминавте дел од најчестите грижи на родителите кога станува збор за високите летни температури, а тоа се изгорениците од сонце, потоа сончаницата, топлотниот удар. Што е сончаница? Дали тоа исто што и топлотен удар? Сончаницата и топлотниот удар во голема мера се препоклопуваат, но тоа што би направило вака најголема дистинкција меѓу едното и другото е етиологијата, односно причината за појава на едното и другото. Кога велиме дека детето има сончаница, тоа значи дека детето било изложено на сонце и на сончеви зраци. А додека кај топлотниот удар не мора да е изложено на директна сончева светлина, односно топлина, сончевите зраци, туку топлотниот удар може да биде предизвикан и од загревање на телото без учество на сонце. Например, она што го споменавте и во најавата, топлотен удар очекуваме кај дете кое што е оставено во автомобил. Автомобилот е место кое што брзо и лесно се загрева,
доколку тој е климатизиран. Знаете, често доаѓаат родители кај нас со бебиња на првите прегледи, на месечните прегледи во раната доенечка возраст, бебето доаѓа целото црвено, значи целото црвено. Бидејќи не вклучила клима уред во автомобил. Тие се плашат од вклучувањето на клима уредот во автомобилот и децата доаѓаат вистина прегреани. Не би можела да кажам дека се во топлотен удар, но доколку тоа трае подолго време, веројатно прават предиспозиција за развој на таква една состојба, но тие доаѓаат прегреани. Родителите се плашат од разладување на автомобилот, дека можеби со разладувањето на автомобилот ќе направат некаква настинка или некаква болест кај детето. Уште еднаш да кажам и овде дека настинка не е нешто што се добива од клима ниту од промаја. Тоа се вируси на настинка, кои што најчесто настануваат, се поврзуваат во нашиот регион со ладни напитоци, со ладен воздух, пиење вода во која што имало коцка, мраз и слично. Локалниот имунитет на слузницата, на устата и на горното дишно стебло можеби малце ќе се намали за некој степен ако се претера со некакви ладни напитоци или со преголемо разладување на телото, локален пат на имунитет како ризик за појава на вирусни инфекции од вирусите, риновируси, вирусите на настинки, обични, вирусите на грип, аденовирусите, било кој друг вирус. Значи, локален пат на имунитетот како резултат на некое, да речам, разладување. Но самото разладување не прави инфект. Така да големата грешка со употребувањето на автомобилите при носење на децата на прегледи е тоа што ретко кога ги разладуваат. Сега гледам веќе има раздвиженост кај родителите, се почнува да се прашува може ли клима, од кога клима, како клима. Голем е стравот од преладување на бебињата, а всушност на бебињата повеќе им одговара пониска температура отколку повисока. Бебињата не трпат прегрејување. Тоа се однесува и на новороденчето до првиот месец, а секако и на доенчињата понатаму. Многу е подобро бебето да се разлади. Препораките на Америчка академија за педиатрија е бебе да чуваме на 23 до 24 степени, значи во климатизирана просторија. Така е. А да спие на 18-19 степени. Нешто што секако не се практикува, тука се доживува како сериозен ризик по здравјето на бебето. Разладувањето овде се доживува како ризик по здравјето на детето, а треба да биде обратно. Прегревањето на детето е она што го носи во поголем ризик. Колку е тоа помало, толку ризикот од прегревање е поголем, бидејќи, повторно ќе кажам, терморегулациониот центар на едно бебе не е многу зрел и не може да прави големи да ја регулира температурата кога е таа во големи распони, кога варира. Например, кога го претоплиме. Така, се случува родителите да му облечат на високи температури на бебето чорапчиња, потоа да му стават шпилхозни, да го покријат, бебето да се вцрви, па дури да му се качи телесната температура. Така. И смета дека детето се разболело и веднаш одат на педијатар. Така. И сега како да процена дали тоа прегреано или навистина е болно? Тоа е дел исто така од тоа што го викаме прегревање и потоа ризици од топлотен удар. Така. Тоа би одело кон топлотниот удар, а не кон делот на сончаницата. Така, тоа е прегревање кое што не е зависно од сонце, но е друг вид на топлина, затоплување на просторијата, на околината на бебето и затоплување на бебето со облеката или со обвивката на бебето. Бебето се зацрвенува, станува вознемирено, станува агитирано, станува потахикардично, дише позабрзано, незаинтересирано, безволно. И треба да го разладиме, значи да го ставиме во оладена просторија, која што ќе биде затемнета, која што ќе биде свежа, да го расоблечеме, да го извадиме слојот на облека кој што е сувишен. Создава проблем, така? Кој што создава проблем, да го малце потисправиме, да го оладиме со ладни облоги или со ладни компресии и секако да понудиме доста течност, во прв ред вода. Вода. Така? Да. Или доколку цица бебето, дојка? Или доколку цица бебето, секако тоа може да цица. Понудуваме често, дури и кога мислиме дека е добро хидрирано, сепак во летните месеци понудуваме почесто. Посебно кога го изложуваме бебето или на топлина, при патување во автомобил или било како, или кога го носиме бебето на плажа, или поголемото дете, кога е изложено и на сончеви зраци, освен на температурни разлики. Доктор, ке звучи невозможно да го заборавиме детето само во автомобил. Но сведоци сме дека секоја година починуваат бебиња и мали деца
поради топлотен удар во прегреан и затворен автомобил. Обично на која возраст им се случува тоа на децата? Која возраст се децата кои што се во ваков ризик? Некогаш оставаат и бебе во автомобил, значи бебето е заспано, не сакаат да го преместуваат, да го будат, да го земат со нив додека завршат некоја работа, пазарат или нешто на кратко претрчаат. Тоа претрчување на кратко често не е толку кратко колку што родителите поимаат за тој период а температурите во автомобилот брзо и нагло се зголемуваат, ќе прикажеме и табела која што можеме да ја погледнеме и да продискутираме со која брзина температурата во автомобилот се покачува во споредба со надворешната температура. Ќе се појави тука, да. Еве, докторке, надворешна температура 21 степен, по 10 минути во автомобилот е 32 степена, а по 30 минути дури 40 степени. Надворешна температура 24 степени, по 10 минути е 34,5 минути. Да ги разгледаме прво по 10 минути, бидејќи родителите велат ќе појдам на брзина да завршам работа за 5 минути. Еве доколку надворешната температура 35 степени, во автомобилот за 10 минути ќе биде 46 минути, по 30 минути 54 целзиусови степени. Автомобилот е една затворена кутија во која што ако нема проветрување, ако нема промена на воздухот кој што во моментот е во автомобилот и при тоа тој воздух не се разладува, постоечкиот воздух внатре во автомобилот многу брзо се загрева. Гледаме, мислам, тоа се 10 степени на 10 минути, што е многу интензивно загревање. И при тоа тој воздух во автомобилот е со иста влажност, значи не може да се изгуби дел од таа влажност за да може полесно да се поднесува таа топлина, и поради тоа е ризикот од прегревање на децата. Значи, ако сега на температурите како што се сега кај нас надвор не 35, туку 40 степени, се остави дете или бебе за 10 степени, тоа автоматски се прегрева. Се што е над 41 степен, терморегулациониот центар го препознава како екстремна температура, тогаш во тој случај телото е со малце пониска температура отколку главата во тие моменти, бидејќи крвотокот циркулира поинтензивно на витално важните органи, од кои што најмногу во мозокот. И бидејќи терморегулациониот центар го препознава остатокот од телото како нешто со пониска температура, се обидува со контролните механизми да ја зголеми уште повеќе таа температура и ја зголемува и циркулацијата на крвта низ мозокот и мозочните обвивки, и тука се случуваат тие состојби на топлотен удар кои што се во суштина најризични и најопасни, а тоа се симптомите од централниот нервен систем, кога бебето, односно детето, станува конфузно, поспано, дезориентирано, сомнолентно, односно поспано до степен на сопор, па некогаш и кома. Во исто време, поради прегреаноста и слабоста на терморегулациониот центар да над 41-42 степени самиот ја регулира температурата со ладење, телото не може да се лади, останува кожата сува, нема дополнително потење, бидејќи мисли дека телото е по ниска температурата отколку во главата, оно не ги употребува оние механизми на терморегулација со потење, затоа останува кожата сува. И таа загреаност продолжува и во периферните органи кои што исто така не трпат некоја многу голема загреаност, бидејќи ензимите кои што се на молекуларно ниво во сите наши ткива и органи функционираат до одредени температури, така да веќе и ензимските системи не можат да ја поддржат таа функција и некогаш дури во такви случаи може да дојде и до летален исход. Затоа пак ќе обрнеме внимание на тоа дека на детето и на бебето му е подобро да му е ладно, да му студи. Тогаш е повитално, тогаш е поактивно, тогаш може подобро да се храни, тогаш може повеќе да функционира, отколку на превисоките температури кои што ќе го омалаксаат, кои што ќе го клапнат, ќе го направат поспано, кога е поспано ќе нема да пие доволно течности, ние ќе инсистираме на тоа ќе заспива и ќе биде тешко да го вратиме тој механизам на хомеостаза, на една температурна рамнотежа во организмот. Значи да не се подценуваат високите температури во автомобилот, дури и доколку бебето остане или детето накратко во него, па и ако автомобилот е паркиран
подсенка, повторно постои ризик од прегрејување на бебето и од топлотен удар. Тоа е тоа што сакам да го разграничиме во однос на сончаница и топлотен удар. Значи, автомобилот е на сенка. Ние не зборуваме за класични ризици од сончаница. Ние зборуваме за ризици од прегрејување, односно од топлотен удар. Така да секако ризик е и доколку е под сенка автомобилот, посебно ако е климата исклучена внатре и ако се прозорците затворени. Тогаш немаме размена на воздухот и циркулација на воздухот, тој не може да се лади и не може да го одржиме детето во една средина која што ќе биде за него безбедна. Исто така да советуваме физичката активност во топлите денови да биде намалена, значи да внимаваме на прегрејувањето на телото и од физичка активност. Еден од механизмите на ладење е намален метаболизам, намалена мускулна активност, затоа што мускулната активност сама по себе ќе доведе до продукција на поголема количина на топлина, ќе ја раздвижи крвта и циркулацијата повеќе, ќе направи поголема циркулација низ мозокот и некогаш во овие случаи на топлотен удар, на прегревање на децата се јавуваат дури и симптоми кои што наликуваат на менингит. Значи тоа се вика асептичен менингит. Детето има покачена температура бидејќи е прегреано, терморегулациониот центар не може самиот да ја спушти температурата, тоа е поспано, состојбата на свеста му е пореметена, и некогаш може да има и мачнини и повраќање, па да се посомневаме дека можеби се работи за некаква инфекција на мозочните обвивки или на самото мозочно ткиво, а тоа се да биде резултат на еден топлотен удар. Ќе се задржам уште малку на седиштата за деца и автомобилите. Понекогаш тие знаат да се вжештат. И родителите на нив да стават пелена или пак да стават една крпа и потоа да го сместат бебето или пак детето во седиштето во автомобилот. Дали е тоа безбедно кога станува збор за прегревањето и за топлотниот удар? Во суштина би требало овие седишта да некако ги не само заштитиме со прикривка која што ќе е над нив, туку да ги заштитиме и од прегревање. Така да советот би бил прво да го разладиме автомобилот, да со тоа и столчето биде поразладено, да не само контактот на кожата на детето со кожата од столчето прави ризик за опекотини на кожата, туку и да самиот материјал, самото столче да биде поладно, за да може да го седнеме бебето. Секако да пробаме да го прекриеме пред да го седнеме бебето, за да колку толку ја намалиме температурата на горниот слој на столчето. Но кога станува збор за столчиња или за колички или за транспортери за бебиња, исто би сакала да истакнам дека и тие не треба да бидат покриени. Често се случува да во летните месеци родителите ги стават бебињата во количка или во некаков транспортер или во некаков релаксатор, а потоа за да не го пече сонце или за да не доаѓаат комарци или мушички или некакви други инсекти. Користат тетрапелена во таков случај. Користат тетрапелена. И го прекриваат предниот дел. Прекриваат комплетно предниот дел. И со тоа прават исти услови за покачување на температурата внатре, како што е ова што го зборуваме со прегревањето на автомобилот. Значи, повторно имаме еден устоен воздух кој што е долу во количката или во транспортерот, каде што е под покривката што ја поставуваат. Таму воздухот не циркулира и само се загрева. Така да ризикот од топлотен удар и од прегревање на бебето е и во количка и во транспортер доколку се тие покриени. Значи никако количките и транспортерите да не бидат прекриени за детето да се заштити од влијанието на сонцето, всушност се зголемува ризикот од топлотен удар. Ризикот од топлотен удар, да. Ќе ги поканим и гледачите, докторки, да се вклучат во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство со нивни прашања, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна, повелете и поставете прашања на денешната тема. Продолжуваме понатаму да ги разгледаме и останатите ризици. Ова е период на летни одмори. Можеме да видиме бебиња и мали деца на плажа. Некои од нив се во колички, под чадор. На различни начини родителите се обидуваат да ги заштитат децата од сонце, па како нивниот престој на плажа да биде безбеден, бидејќи пред некој месец можевме да прочитаме како 6-месечно бебе починало откако родителите го ставиле во чамец, додека надворешната температура била многу висока и одлучила да се повозат во него. Така. Кога се носи бебе на плажа или мало дете,
на плажа, тој одмор веќе не е како другите одмори што тоа семејство ги практикувало претходно. Се е поразлично, така. Тој одмор треба да биде прилагоден на тоа да се створат услови за бебето, односно за малото дете, барем такви какви што ги има дома, што значи одржување на температурна стабилност, температурна регулација, што значи обезбедување на адекватна хигиена за начинот на грижа на детето, подготовка на храна, тоалета, капење и сите тие работи. Значи, одиме на одмор, но одморот го прилагодуваме на тоа да можеме да чуваме на одморот дете. Како да го чуваме бебето и малото дете на плажа, секако оние чадори кои што се платнени не обезбедуваат доволна заштита. Едно е заштитата од директното влијание на сончевите зраци на кожата на бебето. Знаеме, кожата на малите деца и на бебињата е поинаква од кожата на возрастните. Има помалку подкожно масно ткиво, во кожата на бебето има помалку клетки на колаген и на еластин. Попорозна е кожата, така да кожата е под влијание и на сите работи што ги мачкаме како средства и лосиони за заштита од сончеви зраци. И треба многу да внимаваме во изборот на овие средства со кои што ќе ја заштитиме кожата на бебето. Бидејќи се абсорбираат. Бидејќи се абсорбираат и дел од нив може да направат и токсични ефекти на организмот на детето. Секогаш да купуваме средства за заштита на бебишката кожа кои што ќе бидат од реномирани медицински производители, кои што ќе бидат тестирани за соодветната возраст. Често е прашањето од која возраст треба да ги мачкаме бебињата со лосиони или со креми за сончање. Постои некое непишано правило дека тоа е најдобро од кај 6-тиот месец, бидејќи претходно кожата е многу осетлива, но апелот е да внимаваат за колку е тестиран производот. Секако тоа да биде медицинска козметика, која што ќе има тестови спроведени во релевантни студии, сега тоа родителите нема да го читаат, но сепак препораката од производителот да биде за од соодветната возрастна група. Сега има и медицински козметики кои што декларираат дека се тестирани 0+, Така. но сепак да проверат дали е производот тестиран за возраста на детето пред да ја намачкаат кожата да ја заштитат. Значи, кога ќе го ставиме бебето под еден чадор кој што е платнен или малото дете, температурата под тој чадор не е многу пониска од онаа во околината. Сепак подлабока сенка со пониска температура под чадорот секако ќе направи нешто што ќе биде по инаков тип на заштита, како на пример дрвени кровови, како на пример сепак некаква полукровна конструкција која што ќе направи подлабока сенка во која што температурата ќе биде пониска и детето побезбедно ќе може да престојува во таква средина. Секако не во шаторчиња, оние што ги распнуваат на плажа. Шаторчињата, тоа беше следното прашање. Исто така се со ризик за прегревање, бидејќи не циркулира таму воздухот и тоа е воздух кој што е устоен и кој што само понатаму се загрева. Сепак ние мора да го оставиме детето некаде каде што ќе циркулира воздух, а сенката ќе биде доволно длабока. Секако, мислам, првата препорака е да внимаваме кога носиме деца на плажа. Се знае кога дека тоа треба да биде до 10-11 наутро и 11 е веќе многу и после 18 часот попладне. Децата во тој период треба да бидат на плажа. Се останато е ризик што ние го превземаме како родители, за да исполниме некои своји желби со детето на плажа, а правиме ризик за здравието на детето. Кога бебето се капе во вода, потребно ли е да биде ставено капче на главчето? Кои се тука сега препораките? Секогаш е подобро и бебињата и децата да бидат заштитени, значи секогаш е подобро да носат капа која што ќе биде не многу тесна, пожелно бела, од порозен бел материјал, секако ленена или нешто што ќе биде пријатно. Тоа е препорака и за возрастните, не само за децата. Значи препораката за заштита со лесен бел природен материјал, кој што ќе биде како капа на главата или кој што ќе биде како бела облека, по можност со долги ракави. Знаеме сега сончевите зраци колку се, кога е УВ индексот голем, висок, штетни и за кожата на децата и за кожата на возрастните, препораките се исти, сите треба да бидат убаво заштитени. Сонцето веќе не е толку лековито во секој период, како што порано бевме навикнати. Сега мораме да научиме како дозирано да го користиме сонцето и тоа што сончевите зраци го прават како придобивка за нашето тело, но не да го изложуваме на прекумерна експозиција на сонце, па да правиме ризици од опекотини по кожата или ризици од сунчаница,
кога е директна изложеноста. Знаете, разликата помеѓу сончаница и топлотен удар во некои класификации е и тоа колку главата е изложена на влијанието на сонцето. Значи, секогаш кога делот на главата е изложен повеќе на сончевото влијание, тогаш се ризиците многу поголеми од брзината на прегрејувањето. Значи, кај сонченицата, кога е директно главчето изложено на сончева светлина, ќе се јават и симптомите побрзо? Ќе се јават и симптомите побрзо, детето побрзо ќе стане раздразливо, неволно, промени во однесувањето, малаксало, нема да јаде да пие убаво како што треба, некогаш ќе се јави и повраќање, а секако и покачување на телесната температура. И секогаш кога ќе се јави некој од овие знаци, треба да бидеме алертни, посебно кога на нешто го изложуваме детето, било дали на топлина, па ризик од топлотен удар, или на сонце, директно изложеност на сончеви зраци, тогаш кога веќе ќе приметиме дека нешто се случува, нешто се менува во однесувањето и во расположението на детето, да бидеме поалертни во тоа да го надминеме, да ја надминеме таа состојба пред да таа земе иреверзибилен тек, во кој што нема да можеме самите да се справиме со состојбата. Доктор, има нешто што го нарекуваат доцна сончаница. Што е тоа? Иако детето било изложено на сонце во еден одреден период, и тука не сме ги приметиле првите знаци на таа изложеност на сонце, дури кога ќе го повлечеме во услови во кои што нема да биде веќе во таква директна изложеност, сепак тие процеси ќе продолжат да се развиваат и некогаш не сме ги приметиле почетните промени, а ќе ги приметиме подоцна кога ќе го повлечеме. Пак ќе кажам, мораме да бидеме алертни на промените на однесувањето, зашто кај децата тие може да се случат брзо и нагло и да може да, кога ќе дојдеме веќе на преглед во амбулантите, да може веќе убаво да ги лоцираме тригерите, да кажеме бевме на сонце, бевме на топло, колку време бевме изложени, за да оди диагностиката во правилна насока. Значи, убаво обработени податоци се пола од насоката во диагностика на едно дете. Дали првата помош секогаш вклучува разладување? Првата помош секогаш вклучува разладување. И во услови на сончаница, и во услови на претоплување, односно на топлотен удар, прво треба да се избегне факторот, односно тригерот, кој што прави вакви пореметувања кај детето, што значи топлината или директната сончева изложеност. Значи да го ставиме детето под сенка, во убаво разладена просторија, да го расоблечеме, да биде само во лесна облека, да го разладиме, да ја разладиме убаво површината на телото, да го подисправиме, да понудиме течности, да правиме ладни облоги и да пробаме да ја симнеме температурата со убаво хидрирање на детето. Доколку не можеме тие работи да ги постигнеме, гледаме дека детето забрзано дише, клапнува, омалаксува, не е активноста на детето и однесувањето таква како што е вообичаено, температурата не се спушта со интензитет кој што го очекуваме, не пие доволно течности, тогаш веројатно нема да можеме самите да го постигнеме ова и ќе ни биде потребно да се прегледаме во амбуланта или некогаш да се стави инфузија, да се интравенски детето рехидрира или да се спушти таа температура за да се помогне малце да се сопре овој процес. Зависи од тоа колку бил тој процес напреднат. Препорачувате секогаш лекарски преглед? Не. Не? Не препорачуваме секогаш, секако тоа се однесува на тоа е во зависност од тоа колку се изразени симптомите. Ако детето вообичаено тоа што го кажуваме е дали однесувањето на детето е како вообичаено. Дали приметуваме степенот на неговата активност, неговото расположение, тоа дали се поти, дали има сува кожа, забрзано дишење и лоша состојба на свеста. Зависи дали симптомите се почетни или тие веќе прогредираат. Ако се симптомите почетни, тогаш веројатно со овие методи на домашно разладување ќе успееме да постигнеме некаква стабилизација. Но доколку процесот траел подолго или доколку овие симптоми се веќе земале замав и веќе се во потешка фаза, тогаш веќе ќе ни треба помош. Ќе вклучиме гледач, Може. да го слушнеме првото прашање во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден, Добар поздрав ден. во студијето на сите. Благодарам. Вака сега, имам внукичка, живеат во Германија
Значи Така. не е толку многу топло екстремно како кај нас во нашата земја. Меѓутоа на сабале кога стане, значи главчето дека ја лежала, значи на перничето и е целото влажно мокричко, значи се поти во главчето. Инаку не е нешто дека е топло во собата. Тоа е првото прашање. Само на која возраст е внуката? На која возраст е? Годинка време веќе, 10 Така, месеци. година има, добро. Се уште цица, ако ве разбрав? Цица бебето. Не сака одбива вода, многу малку, ќе пивне, упорна е мајката, меѓутоа не сака одбива на вода пиење. Значи со дохрана е на цврста храна и со доење. Така, па сега вас ви е дилемата дали всушност треба да се воведе вода по секоја цена или пак доењето може би е доволно и како да се даде водичка на таа возраст. Тоа и за потењето на главчето. Така и потењето на главчето. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Родителите често се загрижени кога ќе забележат дека главчето на бебето се поти. Да. Во топлите летни денови, секако потењето е и дел од нормалната терморегулација на телото. Како што кажавме, првиот механизам што се вклучува кога има некаков тип на загревање или претоплување е потењето. Сите различно подразбираме под тоа што е нормална температура за спиење и што е нормално облекување, колку слоја облека и каков тип на покривање. Сепак ќе биде советот прво да се спушти температурата на просторијата каде што детето престојува и спие. Второ, да не е многу облечено, да биде поразголено, да не е многу покриено. Добро. И да се види дали тој процес е во рамките на нормалното потење или нешто што отстапува од тоа. Ретко, но некогаш сепак се случува да потењето, посебно ноќното потење и потењето околу главата, биде некогаш поврзани со некаков девитамински дефицит, така да следното од кога ќе ги исклучиме сите овие фактори, би требало да помислиме дали имаме добра и адекватна девитаминска суплементација и ако имаме девитаминска суплементација, некогаш има некои поретки состојби, но сепак постојат состојби во кои што ние адекватно суплементираме девитамин, но организмот има нема можност да целиот девитамин што го суплементираме го метаболизира, па така да сепак има некој дефицит на девитамин. Следниот совет од кога сите овие услови на околината би ги регулирале, би било да се помисли на тоа како е суплементацијата на девитамин, па дури и да тој се провери во неговото ниво. Тоа би било првиот дел за потењето во главчето. А вториот дел кој што е прашањето за пиењето со вода, да, бебињата првата лекција за вода во секој учебник е дека мајчиното млеко, односно било кое млеко, е 90% вода, се друго е суфостаток кој што е составен од протеини, масти, јаглени хидрати и микронутриенти, така да голема е процентот на вода во млекото и дали доењето е адекватно. Тоа не би можела вака паушално да дадам одговор колкава е таа количина на млеко што бебето го добива со доење, колку е количината што се произведува во градите на мајката и која е таа количина на млеко што бебето ја добива и дали е тоа доволно да му ја изгази жета. Под предпоставка да има доволно млеко, бебето би било доволно да пие, да биде само на доење, да, и да дури да не може да се воспостави некаков друг тип на внесна вода, но сепак бебето на 10 месеци веќе треба интензивно да го учиме да пие водичка. Значи, ќе пробаме сите методи, со цевка, со чашка, со клунче, со обична чашка, со друго шише, со нешто што ќе биде интересно, со нешто што ќе биде во друга боја, што ќе биде шарено, што ќе изгледа поинаку. Бебињата, како и возрастните, зошто сакаме да одиме во ресторани во кои што храната е убаво сервирана. Значи, храната треба да задоволи повеќе потреби на човекот, треба да биде и гастрономски вкусна и да биде со квалитетен состав, да содржи се што треба од прехранбени производи, но и треба да ја задоволи естетиката, треба да биде убаво. Затоа сега бебињата или новиот начин на хранење на бебиње е она самостојно хранење на бебиња, baby led weaning, што веќе и во нашите услови станува популарно, младите родители се веќе парченца храна веднаш, се прескокнува оној дел со пасирана и блендирана. Да, се пробува прво вкусови и после тоа кога бебето ќе биде психомоторно спремно да почне да учи фина моторика и јадење,
Тоа е нешто што е многу важно, еве што би зборувале во некоја следна емисија. По мене тоа е многу важно да на овие простори малце ги охрабриме родителите со тој тип на хранење. Значи, тогаш бебињата треба тацната што е пред нив да биде сервирана интересно, значи треба да има да им го привлече вниманието. Да им го привлече вниманието, храната да биде во различни облици, да биде во различни бои, дел да биде погуста, дел да биде кашаста, дел да биде со лажица, дел да биде со рака, за да може на детето да му биде интересно да прави избор самото и да пробува од различните работи самото, па дури да не изеде толку колку што ние сме испланирале да изеде. Учењето да се јаде е една од најважните работи што можеме да ги направиме за детето. За сите ова една цела емисија ќе направиме, докторке, бидејќи споминавте и она што е можеби најголем проблем за родителите, детето да не изеде оноку колку што тие сметаат дека треба да изеде, и можеби ќе започнеме од тука колку тоа треба да внесе во организмот за да биде здраво. Но тука заврши терминот на денешната емисија, само многу брзо, само да еден совет за родителите да внимаваат нивното дете да не добие топлотен удар или сончаница, еве во неколку реченици што може да направат. Претпоставам да нудат редовно течности покрај тоа што детето нема да побара водичка. Тие никогаш не кажува дека се жедни. Тоа што би советувала сепак би било да се внимава на кожата на бебето, препаратите за кожата да бидат секогаш тестирани за возраста на детето, да биде кожата колку што може попокриена со памучни или ленени ткаенини кои што ќе бидат светли и широки, посебно за главчето, односно за капата. Потоа, децата да не престојуваат во затворени, непроветрени простории кои што се неразладени, како автомобил, чамец, покриена количка или било што друго. Значи да спречиме прегрејување на децата и да спречиме сончаница со директна изложеност на сончевите зраци, секако со тоа како и кога да го носиме на плажа и како да постапуваме со детето кога е тоа на плажа. Уз сето тоа, зголемен внес на течности, сега дури кога не можеме да постигнеме внес на течности преку вода, детето ќе пие млеко, но ќе понудиме други течности, ќе понудиме јогурт, ќе понудиме кисело млеко, ќе понудиме дури некогаш мала количина на чај во поголема количина на вода, колку да биде само шмекот, само делот вкусот малку променет, без да во него го оптеретиме детето со непотребните шеќери. Значи, нешто што лесно ќе го измодифицира вкусот на водата, па дури кога се децата болни во ризик од дехидратација и сето тоа, дури правиме и отстапки. Даваме да пијат и чајче, некогаш дури даваме и некакво сокче бистро да се напијат, мислам, но тоа да не е во рутинската употреба. Овошието треба да се јаде цело, за да се јадат сите состојки, пулпата и целулозата и се што овошието нуди, а не само течност. Но во услови на зголемени потреби и некаков таков тип на отстапки ќе направиме за да детето адекватно го хидрираме. И клима уредите да бидат вклучени и во домовите и во автомобилите. Секако, апсолутно. Најголемите стравови на овие простори остануваат низ традицијата да бидат на некого да не му е ладно и некој да не е гладен. Затоа ние тука често, мислам секојдневно, цело време, се соочуваме со прегреаност и со прејаденост. Тоа мора да го искорениме преку советување на родителите и бабите и дедовците секако. Тоа е патот до здравјето. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+. Благодарам што имавме можност да позборуваме на овие теми. Почитувани доцент доктор Наташа Најдановска-Луовска, педијатар, беше гостинка во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте овој пат. Ви посакувам пријатен ден.